Струмица е град кој заслужува подобра иднина. Струмица е град кој заслужува напредок. Ние таа иднина и тој напредок ќе му ја обезбедиме. Тоа можеме да го видиме и од поддршката која изминативе денови ја добиваме од граѓаните. Тие ги препознаваат нашите проекти, затоа што тоа е одговорот на нивните проблеми кои се напластува сите овие години наназад. Нашите проекти се во насока да изградиме Струмица за сите. Досегашните средби со граѓаните и митинзите не уверија дека ВМРО-ДПМН во Струмица ќе победи на овие локални избори. Овој заклучок го темелам не само на интересот на граѓаните да бидат со нас во кампањата, туку и заради тоа што и досега владата на ВМРО-ДПМН инвестираше во Струмица. Го развиваме земјоделието. Изградивме 50 километри регионални и магистрални патишта. Направивме во Струмица универзитетски кампус за 2000 студенти. Ја опремивме општата болница со опрема од 2 милиони евра. Изградени се спортски сали, нова зграда на заводот во Банско и многу други работи за подобар живот. Во програмата што ја промовираме, предвидени се реални проекти со прецизни рокови и суми за остварување. Ние во програмата предвидовме поврзување со меѓународните коридори за газ. Предвидуваме изградба на системот за наводнување на браната Маркова река во Куклиш. Ова програма на стопанствениците им ветува нова технолошко развојно индустријска зона и тоа со нови вработувања во регионот. Пред граѓаните се обврзуваме доколку ја добиеме нивната поддршка да го реконструираме театрот Антон Панов, да изградиме булевар од улицата Братство единство до обиколниот пат Струмица Ново село. Изградба на булевар од улица Стив Наумов до регионалниот пат Струмица Радовиш, како и продолжување на булеварот од Крстосница кај Жито Струмица до излезот кон Валандово. Програмата на земјоделците им ветува агроберза со преработувачки капацитети, откуп и пласман, нови локални патишта, реконструкција на зградата на театарот, спомен куќа на Ристо Шишков и на Гоце Арнудов. И ветувам фудбалскиот клуб Беласица во првата лига. Мојот против кандидат Зоран Заев, кога требаше да избера помеѓу градот Струмица и Бранко Црвенковски, го одбра токму Црвенковски. Тука ја покажа својата грижа за општината и граѓаните. Тој денес се кандидатира по трет пат, секако откако Црвенковски му дозволи и повторно ги нуди истите проекти кои ги нудише пред 4 години. Тоа значи дека ништо не е направил изминатиот мандат, а одветените проекти и градоначалнички обврски не реализираше ништо. Од неговата програма ниту денес нема абер. Последнава половина година преокупација му беше функцијата подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. И се уште му е, а функцијата градоначалник е ставена во функција на партијските потреби. Струмица не смее да биде заложник на една политичка партија и да биде заложник на една погубна политика. Тоа заложништво на Струмица е политика што е поразена и на домашен и на меѓународен план. Таа политика ќе биде поразена и во Струмица. Заврши времето кога Заев ја користеше својата функција за да се збогатат луѓето околу него и за 8 години да создаде свој бизнес клан. Затоа велам дека граѓаните се мојот најголем адут. Тие бараат да ја остварам Струмица на сите. Струмица, чиишто неискористени потенцијали, со мојата програма и заложби, со помош на владата и на меѓународните инвеститори, можат да станат општо добро од кое очекување може да имаат сите. Благодарам.